Почитувани, Министерството за надворешни работи е во сериозна кадровска криза, а угледот на Македонија низ светот се руши, затоа што МНР си игра кадровска политика со целосно несоодветни кадри. Последните именувања на генерални конзули во дипломатско-конзуларните представништва, кои треба да бидат лицето на нашата земја, само го потврдува тоа. ВМРО ДПМН ја споделува изненаденоста на македонската јавност од владината одлука за именување на извесен Дејан Ѓучиќ за генерален конзул во Солун, Република Грција. За ова кадровско решение со мистериозна биографија речиси да нема информации, освен дека е член на Економско-социјалниот совет на Социјалдемократскиот сојуз и донатор на владеачката партија. Неговото назначување на ова исклучително чувствителна позиција, за жал, не е проследено со опис на квалификациите кои ги поседува. Јавноста воопшто не знае кои се тие квалитети кои го лансирале како најдобар кандидат при изборот. Втор случај е Јордан Панев, веќе испратен конзул во конзулатот на Македонија во Њу Џерси, за кого познато дека често заспива на официјални средби. Иако е назначен да им служи на барањата на македонските граѓани во САД, често се забележува во барови и ресторани на 40 км северно од Њу Џерси, во состојби кои не му доликуваат на функцијата која ја врши. Трет случај е Реџеп Адеми, генерален конзул на Македонија во Минхен, кој не престанува со провокации и навреди кон македонските граѓани по етничка и по верска основа. Македонската диаспора и лично го информирала министерот Никола Димитров дека наместо македонското знаме во македонскиот конзулат е развиорено знамето на Република Албанија. Одговор од министерот нема. Четврти случај е сопругата на директорот на Државниот архив Емил Крстевски, Сања Зографска Крстевска, која, неверојатно заради партиско-политичките заслуги на незиниот сопруг, после кариера во мултилатералата, ќе биде испратена како конзул во Мелбурн. Потоа следуваат партиските апологети и лични фанови на високите структури во СДСМ и МНР, Драган Алчинов, кој од шеф на СДСМ во Гевгелија, одскоро станува дипломат одговорен за геостратешки прашања, Маја Стојанова, активистка на СДСМ, која исто така одскоро е дипломат. Бројката не застанува. Затоа, прашуваме, дали целта на ова нова срамна систематизација во МНР е деградирање на професионални дипломати на сметка на партиските апетити и уништување на меѓународниот углед на Македонија? По кои критериуми е направен изборот на генерални конзули и зошто нивните биографии не се на увид на јавноста? Уште колку години ќе треба да чекаат вработени дипломати кои ги поминале сите скалила во професионалната дипломатија за нивно унапредување, затоа што местата им се зафатени од партиски послушници? Кога ќе бидат унапредени млади дипломати со одлични биографии, кои после 3 години од владењето на СДСМ се уште се помлади соработници? Дали на денешната владина седница точка на дневен ред е затворање на конзулатот во Венеција, а отворање на конзулат во Милано? Дали е ова една од многуте елитистички мерки која нема никаква цел освен задоволување на партиските апетити? И конечно, дали партискиот бекграунд, политичката поддршка, личните желби и изборните донации ќе продолжат да бидат основен критериум за избор на наши представници на највисоки позиции од стратешки државен интерес? Доста е. Време е за одговорност.